Владата си постави месечни рокови за исполнување на итните реформски приоритети согласно извештајот на Рајхард Прибе, кој пак е во посета со својот тим во земјава на проверка токму за тоа. Мора да го искористиме расположението на Европската унија, рече премиерот Заев на денешната средба со невладиниот сектор, повикан да помогне во спроведување на владиниот акционен план за брза евроатлантска интеграција. Заев предвидува чиста препорака до крајот на декември, отпочнување на преговорите со Европската унија следната година и нагласи дека вратите на НАТО повторно се отворени за земјава. Врапчето буквално е сега на рамото. Амбиентот е одличен. Прашање дали ќе го фатиме или ќе летне. Може да одмине тоа време, многу брзо. Амбиентот е создаден од гласноста на граѓанството во ова наше општество. И вака создадениот амбиент навистина е позиционираше ЕУ сосема спротивно од она што беше нејзина определба пред некои 2,5-3 години во делот на проширувањето на Европската унија. Ова мораме да го искористиме. Во наредните 3-6 месечни циклуси Европската унија ќе го раководи регионот. Почнува Бугарија на 1 јануари 2018, па Австрија и Романија. Тоа е шанса да испорачаме резултати да не стават високо на агендата, порача вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Затоа е посветеноста во овој мандат да го завршиме рамковниот договор како прашање кој што е отворен извор на несогласување веќе 20 години и со донесување на последното парче закон што се однесува на законот за јазиците да го затвориме легислативниот дел од рамковниот договор. Со тоа тегаме две главни политички пречки од патот и ни останува уште една сензитивна која што се разбира бара повеќе време и посветеност. Владата најави формирање на 5 работни групи за реформи во правосудството и тајните служби, јавната администрација, за изборен систем и за независни регулаторни тела, како и за медиуми и граѓанско општество. Акцискиот план за евроинтеграција ќе му биде представен на еврокомесарот Јоханес Хан, кој ќе посети земјава во понеделник, а најавено е негово учество на седница на влада.